Денеска православната црква ги празнува покровот на Пресвета Богородица, светиот апостол Анани, преподобниот Роман Сладкопевец и преподобниот Јован Кукузел. Покров на Пресвета Богородица. Од секогаш црквата ја прославувала Пресветата Богородица како покровителка и заштитничка на христијанскиот род, која со своите таинствени молитви го милостиви Бога кон нас грешниците. Безброј пати се покажала помошта од Пресвета Богородица како на поединци, така и на цели народи, како во мир, така и во војна, како во монашките пустини, така и во градовите. Случајот кој црквата денес го споменува и го празнува, го покажува тоа постојано покровителство на Пресветата Богородица над родот христијански. На 1 октомври 911 во времето на царот Лав Мудриот или филозоф, имало сеноќно бдение во Богородичната црква во Влахерна во Цариград. Црквата била преполна со народ. Во задниот дел на црквата стоел светиот Андреј Јуродив со својот ученик Епифани. Во 4-тиот час од ноќта се појавила Пресвета Богородица над народот со распространет омофор во рацете, како со таа одежда да го покрива народот. Била облечена во порфира, украсена со злато и целата блескала во неискажана светлина. Окружена со апостолите, светителите, мачениците и девиците. Светиот Андреј, кога го видел тоа јавување, со раката му покажал на блажениот Епифани и го прашал: „Ја гледаш ли, брату, царицата и Господјата над сите, како се моли за целиот свет?“ Епифани одговорил: „Ја гледам, оче, и многу сум изненаден. Заради тоа се востановило тоа празнување, за да не потсети, како на тој случај, така и на постојаното покровителство на Пресвета Богородица. Кога и да го бараме тоа покровителство, тој нејзин покров молитвено во нашите неволи. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец? Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Светиот апостол Анани, еден од 70-те, бил епископ во Дамаск. Според Божјото јавување тој го крстил Савле, подоцна апостолот Павле. И покрај сите гонења, храбро го проповедал Евангелието, заради што бил убиен со камења во градот Елефтеропол. Неговите свети мошти биле пренесени во Дамаск, а подоцна во Цариград. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов.
кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Преподобниот Роман Сладкопевец бил роден во сирискиот град Емес. Како црковен прислужник служел прво во Бејрут, а потоа и во Цариград, во соборната црква во времето на патриархот Евтимиј. Бил неписмен и невежд во пеењето заради што некои учени клирици му се подсмевале. Светиот Роман со плачење се молел на Пресвета Богородица и таа му се јавила во сонот. Му подала некое парче хартија, наречено кондак, и му рекла да го проголта. Утредента осамнал Божик и Роман излегол на амвонот и со ангелски глас го испеал Дева днес. Сите биле зачудени како од содржината на таа песна, така и од гласот на тој пеач. Откако примил од Богородица дар за пеење, Роман испеал повеќе од 1000 кондаци. Се упокоил како ѓакон на Великата црква во 510 година во Цариград и се преселил помеѓу ангелските хорови. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Преподобниот Јован Кукузел, словен од Драч. Како млад бил земен во музичкото училиште во Цариград, каде што постанал омилен пеач на царскиот двор. Плашејки се од човечките ласкања и пофалби, побегнал во Светагора и се пријавил во лаврата како овчар. Како овчар и монах тој посебно се подвизувал. 2 пати му се јавила Пресвета Богородица. Се упокоил во 12-тиот век. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти.
pravi, edin si Svятija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Поуки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Te